Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео ќе биде продолжение од претходното видео, значи од 12-тиот чекор. Ова е трето видео, трет дел од 12-тиот чекор. И 12-тиот чекор е доста обемен, голем е, по својата содржина. И во суштина и третата фаза, која што ја започнавме со овој 12-ти чекор, е доста обемна по својата содржина, таа е последна фаза од книгата на авторката Шефали, меѓутоа од мене ми е навистина омилена, затоа што на некој начин јас тука најмногу се пронаоѓам себе си. Го започнуваме ова видео со пример кој што го дава авторката Шефали Цабари, од нејзината пракса. Станува збор за Анејка, значи така се вика девојчето, и ова девојче било на иста возраст со нејзината ќерка. И таа била ќерка на клиенти кои што дошле кај неа и сакале да Шефали да го реши проблемот со Анејка. Меѓутоа, зошто ја спомнува возраста на Анејка со возраста на нејзината ќерка? Затоа што, иако биле на иста возраст, нивната природа била и на едната и на другата била сосема различна. Анејка била суштинска разлика на нејзината ќерка. И зошто? Затоа што таа била многу послушна и имала многу кроток карактер и повеќе била следбеник отколку нејзината ќерка, која што била лидер. И бидејќи ова девојче се плашело од својата собствена сценка, таа му овозможувала, му дозволувала на родителите, на пријателите, на другарките да го водат нејзиниот пат. И нејзините родители во почетокот, токму поради таа нејзина кротка природа, многу ја сакале, многу и се восхитувале, многу ја фалеле насекаде и постојано велеле, па ова е дете наше, е дете од нашите соништа во наводници. И бидејќи била послушна, без одлагање, и го слушала секој збор на нејзините родители. И колку повеќе ја фалеле нејзините родители, толку повеќе таа сакала да влегува во една состојба на перфекција, да биде перфектната ќерка, перфектното дете. И дури во последно време таа до толку била внесена во таа состојба што почнала да станува надчовечки добра во односот со своите родители. И се така изгледало одлично, односите помеѓу нив биле прекрасни, се до моментот кога ова девојче се запишува во средното училиште и тогаш нагло се случуваат неочекувани работи. Ова девојче преку ноќ од добра девојка станува лоша девојка, низ прозорец едноставно ја фрла нејзината совршеност, почнува да бега од училиште, почнува да користи дрога, почнува да биде бунтовна на секој можен начин. И кога ова го осетиле родителите, го виделе родителите, многу се исплашиле и дошле кај авторката Шефали да побараат помош со зборовите: Шефали, па што се случи? Ние не сме свесни што се случи со нашето дете ангел. И Шефали, слушајќи ги проблемите на родителите во наводници, кога дошле, таа им одговорила: видете, му рекла родители, ова нешто е што се случило со вашето девојче, типично се случува со сите добри деца, особено ако доброто дете е женско дете, затоа што таква била природата на вашето девојче. Значи, нејзината природа била да ви дозволува вас да се усогласува со вас, со она што сте го барале од неа до одредено ниво, до одреден степен. Меѓутоа, кога родителот не може да ја види природноста, кроткоста, нежноста кај своето дете, и текако може да влезе понатаму во една доминација над него. Затоа што добрите деца многу полесно му дозволуваат на родителите
да го покажат егото, значи да ги надвладува родителското его. И ова е она кое што вие родители го направивте несвесно. Мислевте дека сте можеле да сами да ја владеете, дека сте можеле да ја заповедате на секаков начин, дека сте на некој начин најдобри родители кои што сте знаеле како да ја родителствувате. Меѓутоа, таа ви го возможувала ова до степен до кој што значи самата понатаму не можела да издржи. Значи, зошто го направила тоа? Затоа што повеќе не можела да биде идеалната совршена девојка на која што вие сте биле навикнати. И што се случило? Едноставно, таа се распаднала. Но видете, таа им рекла, ова е добра работа за вашата ќерка, затоа што нејзината маска на перфекција во суштина се распаднала. Не се распаднала суштината на вашата ќерка. Вие, без да бидете свесни, сте ја проголтале природната состојба на вашата ќерка, нејзината природна добрина и бидејќи нејзината природна добрина била постојано да одоброволува, таа не поставила кочници пред секое ваше навлегување во нејзиниот простор. Значи, кога вие вашата контрола навлегувала во нејзиниот простор, таа ја спуштала нејзината кочница. Понатаму повторно истото. Кога вие понатаму сте продолжиле со вашите намери родителски на одоброволување, да барате одоброволување од нејзина страна, таа повторно ја спуштила кочницата. И се така, се повеќе и повеќе, додека и самата не почнала да претерува во тоа нешто, затоа што на некој начин тоа заради нејзината добродушност станала некоја навика, се додека целосно не се изгубила во угодувањето на своите родители. И таа во себе всушност што барала? Барала една надчовечна безпрекорност од нејзина страна, меѓутоа ниедно живо суштество тоа не може да го одржи на долг рок. И овој товар кој што таа го носела со себе, довело до тоа нејзината его маска, како резултат на вашето его несвесно, да едноставно на крајот да пукне. И поради тоа, иако ова е добро нешто кое што е за вашата ќерка, за вашето дете, ова не е добро за вас родители, затоа што вас ве повредува. Меѓутоа, вие мора да сватите дека вашето девојче морало ова да го направи, за да може да остане во својата суштина. За да може да остане во својата здраворазумност, согласност на нејзините години. Меѓутоа, начинот на кој што го направила тоа е резултат на начинот на кој што вие сте го покажале вашето его. И додека затоа односот, значи, меѓу вас и вашето дете во почетокот изгледал дека е перфектен, меѓутоа станувал збор само за еден перфектен однос. На површен перфектен однос, кој што бил перфектен само за вашето его. И во суштина, односот помеѓу вас и вашето дете бил токсичен однос на доминација. И големата вистина е дека таа цело време водела еден надпревар со вашето родителско его, наместо да може да се усогласите вие како родители на нејзината суштина. И Шефали понатаму раскажува дека особено мајката многу тешко ги ја поднесла оваа нова идеја за нејзиното дете, затоа што толку многу била навикната да се прилагодува нејзиното дете на нејзините потреби и едноставно не можела да се поврзе со новата Анејка. И долго време и било потребно преку работа
на себе, на која што и помагала Шефали, нова мајка да го прифати својот удел во динамиката со своето дете, значи како таа треба да превземе одговорност за начините на кои што несвесно ги проектирала своите очекувања кои што потполно биле нереални за незината возраст. И меѓутоа, како што вели Шефали понатаму, секогаш родителите на добрите деца во наводници се тие кои што и текако не можат лесно да ја прифатат промената која што настанува кај нивните деца, и затоа што нивното его е толку многу навикнато да си го тера своето, и во моментите кога тоа заради одоброволувачката природа на нивното дете, која што низ целото детство преовладувало и дошло до периодот, значи го зазело и просторот каде што на тинејџерство, каде што требало да родителот едноставно да го скротува во тој период своето его и да почне да го враќа назад, да не ги надминува просторот на автентичната природа на своето дете, таа кажува дека е многу тешко родителот на тој пат до половина, поќе од половина каде што е дојден, да може да го врати повторно, значи назад своето его, да го скроти, да го врати во една разумна контрола. Но таа вели без разлика кога настанува, кога се појавува егото како еден вид на наше предупредување до родителите дека навистина треба да направиме промена, почнувајќи да зборува како тоа се случило кај неа, дека многу рано кај неа се случило заради силниот карактер на низината ќерка, која што успеала, значи да го скроти егото кај неа, уште кога таа имала 3 или 4 години. Овде кај добрите деца, особено заради нивната добродушност, заради нивната кроткост, се случува подоцна, особено во тинејџерските години. И тогаш е навистина потешко родителот да може да си го препознае своето его и да почнува да го скротува, за да може да го внесе во повторно кај себе во разумни граници и да може да делува врз него. Меѓутоа, без разлика на која возраст родителот ќе се соочи со детското его, најбитно е се да почне да работи, значи да се соочи првин со своето собствено его. И како што Шефали во претходната фаза зборуваше за егомаските за 5 родителски егомаски, која што ги категоризирала во една лесна категоризација, направила на тоа нешто, така исто така ги категоризирала и детските мини егомаски, меѓутоа таа вели дека во никој случај децата не може да се категоризираат, затоа што нивната природа не може да се стави во едни рамки, бидејќи нивната природа е различна, есенцијална е, суштинска, за секое дете е различна. Меѓутоа ова само го прави, го спомнува, за да можат на некој начин родителите да почнат да размислуваат за насловот на оваа тема, кој е твоето дете, односно за да можат родителите да почнат да се подредуваат со вистинската природа на своето дете и да почнат да создаваат свесни конекции со своите деца. И категориите кои што ги направила, а кои што ќе можеме да ги разгледуваме од наредните видеа, значи на тој спектар не се внесени како од лошо, како од добро кон лошо, туку се внесени во еден спектар од висока до ниска анксиозност, на вознемиреност кај децата, затоа што пред се
сето тоа е направено во зависност од како се условени децата од страна на своите родители. Значи, некои доаѓаат, ќе дојдат со висока анксиозност, некои деца ќе бидат помалку анксиозни, пред се во зависност од тоа како се условени од страна на родителите и во зависност од нивната оригинална природност. И таа вели, после откако ова го правам само за да можете да се обидите вие родители да идентификувате каде припаѓа вашето дете на овој спектар и кога тоа ќе го утврдите да си ги поставите веднаш овие 3 прашања. Прво, дали сум јас како родител усогласен со природниот темперамент на моето дете, со автентичноста на моето дете. Второ, дали можам јас да му дадам простор на моето дете без да внесувам во тој простор контрола и доминација. И трето, дали можам јас да си го испочитувам своето дете заради неговата автентичност, без да го срамам и без да го осудувам. И овие категории спомнува дека можат да се применат кај секого, затоа што тие зборуваат за една вродена основна природа кај секој од нас. И секоја природа е супер сила која се алхемизира на свесен начин. И за ова нешто ќе зборуваме, значи ова ќе ни го прикаже Шефали во наредните видеа, тоа е многу интересно, мене многу ми се допаѓа. И затоа што секој од нас по правило ние им доаѓаме на овој свет за да придонесеме со нешто, но потребно е пред се ние да имаме соодветни услови за да можат да се исполнат тие наши силни страни. Овде Шефали спомнува, значи, за себе, по врската со низината ќерка, кога таа успеала единствено да го смени начинот на кој што ја видела суштината на своето дете, тогаш веќе направила промена во однесот со неа. Значи, наместо јас, така како што објаснува, да се спротиставувам на природата на моето дете, на низината моќ да биде лидер, јас почнав да се слевам со таа нејзина карактеристика, нејзиниот пркос почнав да го гледам како, значи, една доверба, да почнав да верувам во неа, нејзината тврдоглавост да ја земам како дете кој што сака само да управува со својот живот, и токму поради тоа почнав да му се восхитувам на моето дете, почнав да учам од неа. И таа вели, денес, иако има 20 години, мојата ќерка се уште ги има тие карактеристики. Се уште е тврдоглава, екстремно е независна и во голем дел од советите кои што ги давам, таа не ги прифаќа, ме слуша, меѓутоа не ги прифаќа. И сите упатства кои што ги давам, значи некој ќе ги прифати, некој нема да ги прифати. И таа вели, дури овие зборови ги пишувам во мојата книга, чувствувам како ми се подкрива моето его во знак на протест и ми вели, зошто не може да биде послушна мојата ќерка, зошто не може да зависи од мене. Меѓутоа сваќам дека ова глас кој што ми се јавува е гласот на моето родителско его, а не на мојата автентичност. И зошто? Затоа што сега веќе преку свесното родителствување знам, преку свесноста која што ја практикувам, знам дека знам како да ги редефинирам нејзините природни карактеристики. Значи, нејзината тврдоглавост, да ја сметам за нејзино самозајакнување, и нејзината независност да ја сметам за позитивна карактеристика. Значи, кога вака размислувам и кога вака се однесувам со своето собствено дете, почнувам да градам доверба со неа, почнувам да ја почитувам, наместо да ја осудувам, наместо да ја срамам, наместо да ја критикувам. Со што директно влијам врз тоа врската со моето дете да биде многу зајакната, многу свесна, многу силна и многу мирна, една мирна врска која што тече во насока на автентичност. И Шефали им спомнува на родителите, само кога јас сум во својата целовитост, само кога сум јас во својата автентична верзија на себе си, тогаш единствено можам да си го видам собственото дете
дека е вредна, дека заслужува почит. И кога, значи јас можам, единствено кога јас се почитувам себе си, сум во состојба на почит спрема себе си, и тоа нешто го градам со години, единствено тогаш можам да ја видам мојата ќерка како светлина. Нејзината вредност да ја гледам како светлина, а не да ја гледам преку сенката на мојата недостојност. Значи, се зависи од нас, родителите, како нашата внатрешност, нашата внатрешна состојба, ние дали ќе дозволиме да ја проектираме или нема да ја проектираме врз нашите деца, дали нашата недостаточност ќе ја проектираме врз нашите деца. И на тој начин, ако го правиме тоа, ние во суштина ја создаваме една многу добра основа за дисфункционална конекција со нашите деца. Меѓутоа, кога успеваме да се подредиме со вистинската суштина, со вистинската есенција на нашите деца, не само што ние стануваме свесни, и не само што ние стануваме едни само зајакнати родители, туку си дозволуваме и врската во таа насока да ја градиме. Секој ден се постабилна и позајакната врска да градиме со нашите деца, и истовремено да им дозволиме на нашите деца тие да можат да си се видат себе си, да си ја спознаат својата вистина, да си ја спознаат својата автентичност и преку тоа тие да се чувствуваат вредни. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.